Материјалната евиденција можеме да користиме и за евидентирање на производство. Сега ќе гледаме еден пример на една пекара. Ова е добар принцип на отварање на магазини кои имаме производство. Значи имаме магазин за сировини, обично е меден, М2 е готов производ, евентуално ако имаме трговска стока треба да го издвоиме као посебен магазин, бидејќи секој од нив си има посебни конта, и ако имат собствени продавници, P1, P2. Во магазин за сировини влез е приемот добавач и попис. Излезот од магазин за сировини ќе биде испратница према производство. Требовница испратница према производство. Влезот во готови производи е од приемот производство, додека излезот ќе биде испратница купувач или испратница према продавниците. За да имаме производство, добро би било да имаме составници или нормативи. Нормативот вели вака, има два дела, левиот дел е 1, другиот е N. Значи, за 18 домашни леба имаме рецептура, односно норматив, колку килограми од кои сировини треба да се земе, од кои магазини. Може да имаме и земање од повеќе магазини. Ајде ќе направиме бурек со месо и бурек со сирење. Значи за 14 бурека треба од овие сировини, за 14 бурека со сирење треба овие сировини. Водиме во материјал. Прво да ги разгледаме документите. Во сировини имаме приемот добавач. Еве ги влезовите. Излезот од сировини е према производство. Еве ги, ова се работи, најдобро да се работи со месечни работни налози. Значи се дефинира, се креира производство за цел месец. Еве ги сите материјали требувани за секој месец. Скоро истите материјали, различни количини. Значи, излезот од сировини е према производство. Откако ќе се произведе, за тој работен налог, влезот се прави во магазин за готов производ. Во документ приемеци од производство. Значи, М2 е готов производ, приемеци од производство со број на работен налог. Овој работен налог е врската помеѓу двата документа. Значи, ако земеме документ број, односно, еве го, приемница број 3, има работен налог 3/17, во излез, еве ни го 3/17. Значи, овој излез ни оди во овој влез, преточен во готов производ. Значи, уште кога сме во навлезот во производство, се отвара рубрика производство во која ни се прикажани сите испратници, сите требовници кои влечат материјали и влегуваат во овој работен налог. Вредноста на требовниците одговара на вредноста на задолжувањето на магазинот за готов производ. Еве како може да се користи овој дел. Ке кликнеме може нов број 6, денешна дата. Еве ќе произведеме бурек 24, например 50 парчиња, бурек 25, 12. И ова е неопходно овде да внесеме работен налог. Еве, ставиме 6/17 тест. Значи имаме работен налог во кој имаме прием во магазин за готов производ. Ова е произведено на оваа дата. Останува да добиеме вредности, производни вредности за овие два артикла. Овие два артикла имат, видовме, составници.
во составница, 24 и 25 имат потребен материјал кој ќе се требува од магазин за сировини. Што треба да направиме? Треба да кликнеме тест. Вели вака. За потребите на овие два производа, потребни ни се сировини. Меѓутоа, за ни фали сировина сол. Потребно е 1 килограм сол, а на залиха нема ништо. Значи не е направен лест на сол. Сега може да повлечеме сировини, да ја формираме испратницата со опција земи колку има, или ако тргнеме земи колку има, ќе се повлече целата потребна количина за сол. Ако го тргнеме ова и сега кликнеме повлечи сировини, ќе се формира документ, требовница од производство, требовница испратница производство, еве ја солта, бидејќи немаше залиха, тој ја повлекува како количина, меѓутоа без цена. Затоа овде се црвено. Практично, количински се раздолжува магазинот, но вредносно не се одобрува. Ова вредност што е добиена овде, 1049, е распределена по овие готови производи. За секој од овие готови производи, значи ова наменско брашно оди во артикл 24 и во артикл 25 со таа количина. Значи секој артикл точно си добива вредност колку материјал влегува во него. Можеме да кликнеме печати производна калкулација. И еве ни производната калкулација, релативно едноставна. Имаме за приимот на овие два артикла земен е овој материјал, а во средина ни е како е распределено, од каде се добиваат вредностите. Еве, 16,49, 16,49 е добиено од овие цени, од овие вредности поделено со количина 50. Ако имаме преправка во готовиот производ вместо 12, можеме само за тој да рекалкулираме. Повлече за еден готов производ. Значи, се рекалкулира, не се прави рекалкулирање на се, туку само за тој готов производ се прави повлекување и добивање на цената најверојатно станува иста, само имаме друга вредност на повлекувањето. Во анализата имаме дел работни налози. Со освежување гледаме дека овој работен налог колку ни е во сировини, толку ни е во готов производ. Кога овие два документа ќе се раскнижуваат во излез и во влез, во сметководство, во финансии, најдобро е да одат во еден книговодствен налог. Многу подобро, евиденцијата е подобра. Сега ќе ги избришеме овие два документа. Поставености, дозволена манипулација. Ctrl Delete, го нема. Сега кога одиме тест материјал на финанси, односно анализа, гледаме дека овде нешто фали. Имаме сировина, немаме готов производ. И ова ќе го избришеме. Значи ова беше како да имаме, да формираме, како да се повлечат сировините од прием на готов, постап на прием на готов производ. Овде има и различни варијанти. Например, може да направиме вака. Ќе направиме излез на сировини према производство, работен налог 6/17 тест и ќе велиме вака. Артикл еве ќе ставиме директно брашно. Наменско брашно 45 кг. Обично брашно
100 кг. И од овие два артикла за овој работен налог, ќе ставиме уште една испратница, број 7. Месо, белено месо, 80 кг. Сега ќе направиме и ова ќе оставиме истиот работен налог. Односно беше со копи-пасте за да немаме разлика. Значи, ако ги погледаме документите, имаме два документа, број 6 и број 7, испратници, кои не се во производство. Ќе направиме влез. Значи, ова не користиме составница, користиме рачно. Правиме, сами бираме кои артикли сакаме да ги искористиме и правиме влез во готов производ. Нов документ за влез, број 6, еве пурек, месо, количина 20, 24, 14. И ќе оставиме работниот налог истиот. Значи, овој работен налог ни е врската помеѓу овие два документа. Ако кликнеме рефреш, гледаме дека имаме два документа. Имаме еден и два, со двоен клик ќе не носи таму кај тој документ. Во вкупна вредност од 16.570, а во влез немаме ништо. Што може да направиме? Ако кликнеме рекалк, нема да ги префрли вредностите, затоа што овде не ни е назначено за во кои готови производи одат ови. Затоа може да кликнеме распоредили процентуално. Овде ги третира равноправно овие артикли, инаку ако сакаме некој да биде поскап или поевтин, едноставно можеме во табели артикли, односно кај артиклите, да дефинираме различна тежина овде, да го искористиме ова поле, со кој ќе дефинираме дека овие два артикла, ајде да направиме тоа, 23 и 24, мислам дека беше, да, 23 е као поскап, ќе му ставиме некоја си цена, дека ќе искористиме истата цена 180, ова 160. Цената ќе искористиме као фактор за распредел. И сега, ако одиме со распредели процентуално, момент, еве добивме различни цени. Преска беа исти цените, сега се различни ради тоа што учеството на артиклите има различен коефициент. Значи, распредели процентуално ни дава нова распределба на цените. Овде ни е приказ што е потребен материјал, што е потребно, што е требувано. Претходната калкулација, ќе се вратиме на нејзе, односно ќе одиме на овој со повлекување. Значи, ако кликнеме повлечи сировини од составници, ги поништува сите излези со тој работен налог и наново го формира. И сега, потребен материјал, ако овде кликнеме земи колку има, сега ќе имаме информација дека не требало сол толку, а не е повлекол. Исто и за сув кромит. Овде имаме едно поле кој ни дава приказ сите документи во кои се наоѓа тој работен налог.
моментално само во требовници. Воспоставено е еден добар автоматизам за вакви фирми кои работат месечни работни налози. Само да ги избришем овие документи. Значи овој работен налог ќе го избришем, приемот, да му се излезат и приемот. Така. Обично пекарите дават месечно производство и тоа месечно производство треба да оди во задолжување на продавниците. Вака ќе се прави. Значи, излез од готов производ, испратница или на купувач или према продавници. Ќе направиме нов документ. Еве, ќе правиме, значи, готов производ, према продавница. Ова е продавница P1, бројк 23, 15, 24, 10. Месечно е произведено ова. Ке формираме уште еден документ. Према продавница 2, 23, 25 и ќе направиме и една фактура. Ајде, вака. Испрати се купувач. $24, 12 по цена 100, 250. Значи, направивме од М2, од готов производ, 3 документа. Една испратница на купувач и 2 преносници во продавница. Еве ги двете. Овие преносници ги задолжуваат продавниците, бидејќи е дефинирана продажната цена на готовиот производ, но немаме производство, немаме одобрение на магазинот. Ако ги гледаме картиците, еве, имаме испратница према продавница, испратница према купувач, по цена 0. Значи, од магазинот не се одобрува ништо. Практично, ако гледаме магазин за готов производ, имаме овие два артикла го носат магазинот во минус. Значи, едноставно внесуваме што сме продале или што е предадено во готов производ, во продавниците. Сега, од ова можеме многу лесно, автоматски, во админ, во месечен работен налог, да дефинираме за месец 7, момент, само дали сме на 7 месец, испратницата беше за 6 месец, да. Значи, за 6 месец, вели вака, автоматско спроведување на месечен работен налог. Значи, вели вака, имаме магазин за сировини, магазин за готов производ. Вика, треба да има позитивна залиха, сировините да имат залиха, магазин за готови треба да има негативна залиха, значи да е доведен во минус. Еве, магазинот М1, сировините ги имаме, готовиот производ оди во минус. И сега, имаме два начина, без составници и со составници. Овој дел сега ќе го третираме со составници. Значи, може овде ако кликнеме на ова поле 2 плюс 4 плюс 5, ќе активира број 2, вели, формирај влез за поравнување на негативна залиха на готов производ.
што ќе направи? Ова негативна залиха од 23-24, од шифри 23-24 со количина минус 40 и минус 20, ќе формира документ приемница во производство со овие количини, да го доведе до нула. Значи, формирај влез за поравнување на негативната залиха за готов производ со работен налог. Тоа е првиот елемент. Вториот елемент, ќе повлече од составници, ќе го креира работен налог, и трето, тие добиени производни цени ќе ги спроведе во сите излезни документи. Значи, ќе го формира работниот налог во влезот, предмесот производство број 6 ќе ја формира, и понатаму, тие цени што ќе се формират, што ќе се добиват по основно производство, ќе треба да се спроведат во излезните документи. Значи, ова нема да биде црвено, значи ќе се добива магазинска излезна цена. Значи, овде нема да бидат нули, туку ќе се добијат производните цени. Ајде да видиме дали тоа не функционира. Ќе кликнеме 2 плюс 4 плюс 5 за налог 6, за месец 6. И програмот си работи сам. Еве работниот налог, го формира. Сега ќе ги добие цените, Сега ќе ги спроведе во излезните. Значи, еве калкулацијата што пред малку е формирана автоматски. И сега ако гледаме во прегледи, магазинот за готов производ е на 0, затоа што шифра 24-25, односно 23-24, кои беа се доведени на 0, а излезите спрема купувачот, еве сега има вредност 16, претходно беше 0, значи можеме сега да го контираме овој документ, или да спрема продавниците да си спроведеме ПЛТ. Еве ги двата документа, 41-42. Значи овие два документа сега можеме да ПЛТ да го имаме као комплетен документ. Значи со еден потек го креиравме месечниот работен налог.